Македонското здружение за заштита при работа оценува дека земјоделството е минско поле за македонскиот работник. Профилот на работник кој најчесто гине на работното место е маж на возраст од 40 години, вработен во земјоделството во Источна Македонија, кој го губи животот во јули на средината на неделата. Земјоделците најчесто гинат во несреќи со трактор, иако постои мислење дека во Македонија најчесто се гине на градилиштата, минското поле кој најмногу ни ги одзема вработените всушност е земјоделството, велат оттаму по направените анализи на здруженијето. Од Здруженијето за земјоделска техника по оваа констатација во писмениот допис за оваа проблематика велат: отсуството на едукативни активности и програми со минимална едукација и обука на луѓето кои ракуваат со земјоделски машини и се вклучени во јавниот сообраќај создаваат посебни проблеми, бидејќи поранешниот модел е неопходно да се врати со издавањето на F категорија за ракување и вклучување во јавен сообраќај на земјоделски машини, потенцирајќи ја потребата дел од нивните забелешки да се стават во посебен правилник. Голем дел од сообраќајните несреќи во кои учествуваат трактори се случуваат поради дефекти, но и поради нестручност на лицата кои ги управуваат и работат со нив. Лани во Шешаварлија загина тракторист. Годинава во Делчевско Габор тракторист почина откако го потисна држачите на плугови. Во Берово загина тракторист, се преврате со тракторот враќајќи се од поле. Од оваа година со измените од законот за возила тракторите ќе се регистрираат на 6, а технички преглед ќе се врши на секои 2 години. Здруженијето за земјоделска техника реагираше дека периодот од 2 години е долг период за регистрација, затоа што земјоделските машини немаат современи механизми и уреди за еднаш во 2 години да се извршува технички преглед.